Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес ќе размислуваме на една многу интересна тема, а таа се вика зошто Бог поради мене мораше да стане човек. Кој сум јас, Бог да стане човек поради мене? Како прво и основно е тоа, да ни каже на сите, дека не сме сами во овој свет. Има Бог кој постои, кој се објави на човекот преку Библијата, преку Светото писмо и општо преку универзалното откровение, а тоа е неговото создание. Човекот не е сам на овој свет. Во големиот простор во кој живее има едно разумно суштество или битие кое ја отстранува осаменоста на човекот и го прави секој да биде среќен. Многу луѓе ги изгубиле Бог, небото и се. Тие не ги изгубиле затоа што некогаш ги имале, туку човекот уште од раѓање е против Бог и не го познава Бог. Но има радосна вест, евангелска вест, што Бог преку Исус Христос е со нас. Дали седиме, одиме или спиеме, тоа е тука. Не треба ни да помислиме како старите антички филозофи, дека тој Бог што го создал светот се оддалечил по создавањето на светот и веќе нема интерес да се занимава со нас луѓето. Напротив, така верувале стоиците. Напротив, Бог е толку близок со нас, со неговите созданија, кој што не сака и сака да има дел со нас. Сака да бидеме со него, во комуникација и заедништво со него. Бог стана човек да ми каже дека не сме сами, има некој кој се грижи за нас. И затоа Библијата вели, фрлете ги сите ваши грижи на него, зашто тој се грижи за вас. Како второ, Бог стана човек поради мене, за да ми помогне во мојот проблем со гревот. Сите ние без разлика во овој свет сме грешници. Сгрешивме против Бог и не сме достојни да се нарекуваме негови деца. Гревот е ужасно зло кое не дозволува да бидеме со Бог на небото. Ако останеме во грев, без да ни биде простен и измиен преку крвта на Исус, ние сме кандидати и наследници на вечното сулфурно езеро, од каде што ќе нема можност да се вратиме. Но благодарение на Бог преку Исус Христос, тој ни овозможува да го избегнеме оваа сулфурно езеро, пеколот, за да можеме да живееме со него во рајот. Секој човек, без разлика, има ужасен грев. Велам ужасен затоа што тој грев се покажа каков е со тоа што Исус умре на крстот за него. Предавајќи се сами од себе се на крст заради мојот и твојот грев. Апостол Јован вели, ако кажеме дека немаме грев, се лажеме самите себе и вистината не е во нас. Гревовите ги наследивме уште во мајчината утроба. Потоа тие се развиваат, подоцна се развиваат и се манифестираат во мислите и делата. Затоа цар Давид вели, во грев ме зачна мојата мајка. Гревот како таков ги изобличува луѓето, ги тера да бидат груби едни со други, ги очајува кои ќе видат дека со гревот не треба никој да си игра, ги разделува семејствата и ги уништува сите квалитети на човекот што му се дадени од Бог. Жртвата на Исус Христос го враќа тој лик Божи во човекот и му ја дава првобитната форма која одговара на неговата природа. Зошто Бог стана човек, како трето, да ме ослободи и од примќите или врските на смртта, која што немилосрдно ги коси сите луѓе и им создава болка, и тоа страшна, неподнослива болка. Во денешно време луѓето се обидуваат да направат лек против смртта, но не успеале и нема да успеат. Врските на смртта се немилосрдни. Некои племиња, за да ја пркосат на смртта, се облекуваат во бело и се маскираат за да ја смејуваат. А во нашите кругови, каде што технологијата е развиена, се бара лек, како што реков,
за да се стопира ова зло. Но ете, таа и понатамо ја зголемува болката. Апостол Павле, воден од Светиот Дух, вели на луѓето им е определено еднаш да умрат, а потоа суд. Тоа е запишено во Евреите 9 глава 27 стих. Но добрата вест е во тоа што Исус се сообличи со децата на заветот, го зеде месото и крвта за да биде првосвещеник пред Бог, да вкуси смрт лично и да изврши помирување за нашите гревови. Тоа е запишено во Евреите 2 глава 14 до 18 стих. Зошто Бог мораше да стане човек, да ми даде љубов, која не можам да ја добием по пат на некое моје емотивно расположение. Туку, вистинската љубов, онаа љубов која се жртвува, љубов која го надминува човечкиот разум, е преку Светиот Дух. Љубовта не можеме да ја најдеме во некој рудник. Таа не се наоѓа во некоја книга напишана за љубовта, ниту во некој што ќе рецитира за љубовта. Таа е во Бог и се дава исклучиво преку Светиот Дух. Апостол Павле за ова ќе рече вака: Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух што ни беше даден. За ова можеме да прочитаме во Римјаните 5 глава 5 стих. Луѓето понекогаш сакаат да се расположат во друштва или таму каде што има емотивна атмосфера, но љубовта не е производ на некои наши емотивни состојби. Таа е емоција која директно се дава од Бог, вистинска љубов, наречена агапе љубов, преку Светиот Дух. Ако живееш без љубов, живееш еден празен, беден живот. Зошто Бог мораше да стане човек? За да ме ослободи од волјата на сатаната, која ме присилуваше да му служам и да ги слушам неговите наредби. Библијата вели дека човек, кога не верува во Бог, тој е роб на ѓаволот, на сатаната, кој живи ги уловил за да ја творат неговата волја. Сатаната сакаше да ја пороби и волјата на Исус, кога му рече: ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите светски царства. Тој до денешен ден ја употребува оваа тактика, оваа метода. Живи ги уловил. Има најголем број затвореници. Тешко може некој да побегне од сатанскиот затвор, ако Исус не го ослободи. Зашто Исус вели: ако Синот не ве ослободи, нема да бидете слободни. Не е среќен ако некој не му служи присилно. Ѓаволот не е среќен и ако не оди по неговата волја. Тој секогаш бара жртви. Затоа внимавај. Само Бог Исус може да те ослободи од неговите канџи. Но Исус, нас кои веруваме и кои го имаме Светиот Дух, не ослободи целосно од неговото расипано и темно царство. Апостол Јован вели: кој врши греф од ѓаволот е, затоа се јави Божиот Син за да ги разурне делата на ѓаволот. Тоа е запишено во првото писмо од Јован, 3 глава, 8 стих. Разурнувањето за кое е спомнато е темелно. Исто како што градот Тир беше изметен и откорнат од темелите и правот него фрлен во морето за да се заземе островот. На таков начин Бог од темел го уништува неговото царство. Така направи Бог преку Исус Христос, кој не ослободи од неговото царство и не пресели во царството на светлината во возлюбениот. Тоа е Исус Христос. Зошто Бог мораше да стане човек, како 6 точка? За да создаде свој народ, кој ќе му принесува угодни плодови на вечно задоволство на Бог. Има една песна која често пати ја пееме, вели: барем еден сноп да носам. Црквата е земна невеста, украсена со големи скапоценности, откупена со Божјата крв. Бог создава и ќе создава до неговото доаѓање свое семејство, кое ќе му биде и ќе остане за секојаш негово. Тоа е црквата. Мнозина се труделе да ја убиваат црквата со гонење, клеветење, шпионство од внатре, шпионство од надвор, но ете, таа уште стои и ќе постои. Плодовите на црквата се прекрасни. Лажните секти и ереси продаваат
како што некој рекол, вештачко јаболко, и се обидуваат да го земат плодот, но Бог не си го дава своето. Библијата вели, Бог е кадар или верен да го зачува тоа што го почнал во вас. Божиот народ ги дава најубавите плодови. Цивилизациите ги променија. Големите откритија во медицината, технологијата беа од верници кои се молеа и клечеа пред Создателот. Континентите тие ги открија. Благословот Бог го даде на својот народ и ќе го дава. И зошто Бог мораше да стане човек, како седма и последна точка, да ми даде вечно наследство на небесата, каде што тој живее и владее во неговото вечно царство. Тоа е рајот, блаженството, правдата, вечниот мир. Тоа е наследството на сите победници со Христос. Небото е се уште отворено. Христовите раце се расширени, тие не се уморуваат, зашто Бог гои надеж и чека да му се вратат загубените синови и ќерки. Таму, во небото, во рајот, ќе нема плачење, ќе нема солзи, ќе нема страв, ќе нема сомнеш, депресии, душевни болки, комплекси на мала вредност, тага и црнила. Нема таму гробови, нема поворки, нема крстови и споменици, нема ереси, нема документи за венчани и документи за умрени. Таму е вечната радост, вечната светлина, зашто Исус рече, јас сум светлината. Дојди, сине, изгубен сине, јас сум, не бој се. Тоа би биле зборовите на нашиот Спасител Исус Христос. Нему вечна слава во сите векови. Амин.